Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добре дојдовте во епизода 8. Денеска ќе зборуваме за еден од поважните концепти на Smart Money Trading, односно за премиум и дискаунт зони, исто така за Daily Range и Equilibrium. Discount zones Daily Range и Equilibrium. Ова ќе ни биде денешната тема на разговор. Премиум и дискаунт зони ни покажуваат концептот и ни помагаат да знаеме кога цената е скапа, кога цената е ефтина и каде Smart Money најчесто купува или продава. Но грешката што ја прават ритейл трейдерите е тоа што често купуваат кога цената е веќе скапа и продаваат кога цената е веќе ефтина. Затоа ретко се наоѓаат во профитабилна позиција, а Smart Money трейдерите тоа го прават обратно. Како е тоа обратно? Тие купуваат кога е ефтино, а продаваат кога е скапа. Зошто тоа така се случува? Бидејќи логично е да бараме бај позиции кога имаме во дискаунт зона цена, односно во ефтина, и да бараме сел позиции кога цената се наоѓа во премиум зона. Премиум и дискаунт зоните ќе ги наоѓаме со помош на алатката која што се вика Fibonacci. Подоцна ќе објасниме нејзе. Таа ќе ни биде за помош да одредиме каде треба да се позиционираме за трейд, колков да ни биде ризикот и каде да поставиме нашиот таргет и нашиот стоп лос. Да видиме што ни представува Daily Range. Daily Range не го представува движењето на цената помеѓу некој значаен high и значаен low. Зошто ова се случува? Да речеме, на пример, имаме движење.
Еве го движењето на пазарот. Што можеме да заклучиме? Имаме high, кој не е значаен во случајов. Имаме исто така low. Ова назад го занемаруваме. Имаме low, имаме high. Движењето во оваа зона ни се нарекува Bollinger Range. Значи, во овој рендж бараме премиум и дискаунт зони. Односно, бараме кога да купиме, а кога да продајме. Еквилибриум ни ја представува цената на движење во дейлинг ренџот. Односно, оваа средина на дейли ренџот ни се нарекува еквилибриум. Секогаш еквилибриумот ни го представува балансот на пазарот, бидејќи доколку немаме баланс, секогаш би настанувала инфлација или други светски пореметувања доколку цената се движи само во еден правец, а не прави корекции, не се враќа назад да се избалансира. Сега, над оваа зона, кога се најдува цената, доколку сме над оваа зона, се наоѓаме во премиум, а доколку се наоѓаме под таа зона, се наоѓаме во дискаунт. Премиум ја значува дека цената е скапа. А дискаунт ја значува дека цената е ефтина. Ова е зоната каде што smart money најчесто бара шорт позиции, а ова е зоната каде што smart money најчесто бара buy позиции. Сега ќе тргнеме овака на страна. Може да го ставиме кратко за да го запишете.
па потоа да преминеме на останатото. Уред. Секогаш кога цената се движи према премиум, смарт мани трейдерите не купуваат веднаш, односно не продаваат веднаш, него тие чекаат да се случи она што го зборевме претходно. Имаме хај, чекаме да добиеме ликвидност на тој хај. Ова е liquidity sweep, каде што се собира ликвидноста на претходните позиции, ги собира стоповите на тие што влегле во сел позиција и потоа ги следи институционално продавање. До некоја следна зона каде што имаме повторно ликвидност, за да цената се придвижи во спротивен правец. Добиваме собирање на ликвидност и потоа имаме институционално купување на цената, бидејќи се наоѓа во дискаунт, односно е ефтино. Ова се случува се додека не добиеме брек на структура од овај Daily Range. Ние имаме продавање во премиум зона и купување во дискаунт зона. Нашиот баланс на пазарот се наоѓува во еквилибриумот или средината на тој Daily Range. Да објасниме со Фибоначи како се најдуваат премиум и дискаунт зони. Ова ни е латката Фибоначи. Само секунда. Еве како ни изгледа. Може да се направите иста и во вашиот чарт. Ќе ви отворам и вака, да знаете точно како да ја значите зоните. Мислам дека доволно. Сега. Прво ќе ви објаснам Фибоначи што означува. Самиот Фибоначи ко Фибоначи
не значува алатка која што ни помага да измериме некоја сила. Имаме зони од дискаунт према премиум и од премиум према дискаунт. Доколку имаме движење на пазарот, сила, корекција, сила. Што не значи ова? Имаме low, high, higher low, higher high. Имаме некаква назнака за uptrend. За ние да можеме да означиме каде би требало да влеземе во buy позиција, оваа алатка ни помага, како што рековме, да измериме некоја сила. Бидејќи се наоѓаме во uptrend, силата се мери од почетокот на нејзиното тргнување до каде што завршила. Наша задача е да чекаме корекција до 50%, да ни се спушти цената, да ни остави swing low или да чекаме два обиди, меѓутоа најчесто на првиот swing low имаме назнака дека цената продолжува да се движи во uptrend. Главниот таргет ни е тест на претходниот врв или негово пробивање. Ова е еден дел како се користи Фибоначи. Но дискаунт зона не мора да значи дека секогаш цената ќе се врати до 50%. Може се спушти малце подолу. Исти на ова ниво. Да речем имаме одбивање на првата корекција на 50%, потоа цената, бидејќи ја оставила некаков си ликвидити, таа повторно прави корекција, но овој пат со трап или стапица на овој левел, кај што било првото одбивање, собира ликвидност, имаме спуштање во дискаунт, каде што најчесто влегуваат smart money и повторно испукуваат цената во правилната насока. Ова ни е еден вид на користење на Фибоначи. Доколку се најдеме во аптренд беше тоа. Доколку цената ни се најдува во даунтренд, тука ни е обратно. Имаме high, имаме low, сега овде имаме lower high, па имаме lower low. Наша задача, кога ќе видиме една знака дека цената се најдува во bearish моментум или веќе се формира даунтренд, како што рековме,
Мериме сила. Чекаме цената да ни направи корекција во нашата зона. Во овој случај мора да ни остави swing high како би влегле во позиција со цел тестирање на ова дно или негово пробивање. Исто не мора значи дека цената секогаш ќе се врати до 50%, бидејќи имаме премиум зони каде што smart money трейдерите секогаш чекаат во таа зона да се врати, како би ја продале на поскапа цена. Сега овде имаме трап на овај левел, односно враќање на цената во премиум и повторно спуштање према долу. Исто овде ни се има формирано некаква се ликвидност. Кога имаме ликвидност на некој левел, тука најчесто влегле ритейл трейдери. Дневните стоп лосови се наоѓаат одма над последните high или low. Затоа секогаш цената прави трап, односно smart money, се враќаат во премиум и собираат дневните стопови, па потоа имаме испукување на цената во нејзината вистинска насока. Тоа беше за алатката Фибоначи. Сега, најчестата грешка што ја прават ритейл трейдерите е обратно од ова сево. Тие често купуваат кога цената се наоѓа во премиум зона, а продаваат кога цената се наоѓа во дискаунт зона. Многу е битно да окористиме овај Daily Range и овај еквилибриум, бидејќи додека не добиеме брек на структурава, цената нас ни се најдува во консолидација. Кога ќе добиеме брек на структура, имаме low, high, higher low, higher high. Како што рековме, се добиле break of structure. Break of structure ни се најдува на овој левел. Еве, плавава линија ќе ја земиме, да означиме. Бос. Кога добиваме break of structure, наш следен лоу што ни интересира е овој. Ние што треба да чекаме враќање на цената до овој левел, да не остави swing low и да гаѓаме према последниот хај или негово пробивање. Доколку довиеме
контра. Имаме пробивање. Према долу. Цената не го пробил овој хај. Имаме спуштање. Имаме break of structure. Што се случува сега? Имаме еквилибриум, балансот на пазарот од овој делинг рендж. Но сега, балансот нас ни се поместува на овој левел, бидејќи имаме break of structure, и тоа што треба да очекаме враќање на цената во овој баланс. Со цел да можеме да се позиционираме како би гаѓале да го тестираме овој лоу или негово пробивање. Ако го немате запишано, запишете го. Добро. Никогаш немојте да игнорирате структурата на маркетот, бидејќи најбитно од све од денешнава лекција е да запамтите smart money купуваат во дискаунт зона, односно кога е ефтина цената, и продаваат во премиум зона кога цената е скапа. Затоа немојте да одите контра пазарот, секогаш пратете структурата на маркетот. Но доколку сакате да го комбинирате тргувањето на дискаунт и премиум зоните со ликвидити, маркет структура или ордер блокови, тогаш добивате многу посилен трейдинг сетап. Но за ордер блокови ќе зборуваме во наредната епизода. А до тогаш ве поздравувам и чувајте се од маркетот.